Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за минимално инвазивни интервенции во пластичната и реконструктивната хирургија на лице и тело. Моја гостинка и соговорничка во студиото е примариус доктор Јасмина Ѓоргиевска-Павловска, специјалист по општа хирургија и субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија, како и директор на Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија Скопје. Докторке, добар ден. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата. Добар ден на сите гледачи и добар ден и на вас и благодарам за поканата да учествувам во оваа утринска емисија. Докторке, на почеток, што се подразбира под минимално инвазивна хирургија во вашата специјалност, односно пластичната и реконструктивната хирургија? Обично под минимално инвазивна хирургија, односно кај нас на пластична хирургија, најчесто се методи и интервенции кои што се работат како еднодневна хирургија, под локална анестезија и пациентот многу побрзо заздравува и многу побрзо се враќа на своите работни или школски активности. Овие процедури, секако знаеме дека и годините, тоа да го кажам, дека треба да се над 18 години, кога станува збор за каква и да е, поготово за минимално инвазивна, може да има и некој, зависно од тоа која процедура ќе биде применета, може да и под 18 години, но најчесто се над 18 годишна возраст. Да, под 18 години се бара и согласност. И согласност од еден или двајца родители. Секако дека тоа баш и го дискутиравме викендот околу тие согласности, дека кога се под 18 години, убаво и од двата родитела, доколку е можно да бидат подпишани на тие согласности. Ради тоа што некој пат има, значи едниот родител да не е запознат со тоа, така да тука инсистираме најчесто и двајцата да бидат подпишани. Да. Докторке, каде е границата помеѓу медицинскиот и естетскиот сегмент кога говориме за минимално инвазивни интервенции? Кога збориме за на лице и тело. На лице и тело, да. Има многу патологии кои што може да се поврзат со медицинска индикација, ради тоа што тие во минимално инвазивни, можам да кажам, најчесто што ги користиме и во естетскиот и во медицинскиот дел, се липофилингот, кој што како процедура, значи се зема масно ткиво автологен од самиот пациент и тој се преработува во соодредени, имаме механизми на обработка на тоа масно ткиво и после го вбризгуваме на местата каде што е потребно. Значи најчести индикации се кај реконструкција на града, затоа за да добиеме најубава и најприроден изглед на градата, пошто градата знаеме дека најголемиот дел е масно ткиво, и жлездата, која што е само делот, помал дел од градата, и исто така на пополнување на дефекти на телото, на лице, на тело, кои што се настанати или се вродени, или се настанати од повреди, трауми, оперативни зафати, каде што, например, че тоа и за намалување на болка кај дел од нив, за намалување на тие дефекти кај што, значи сепак и изгледот за социализација во надворешниот свет на нив би им бил подобар за понатаму. Така, еве може конкретно да разграничиме околу филингот, ќе ги споменеме и сите, липофилингот и останатите процедури. Дали оваа метода се применува и кај жените, односно пациентките со рак на дојка после хируршко отстранување на едната или на двете гради? Како изгледа самата процедура? Процедурата е најчесто под локална анестезија, еднодневна, кај тие жени. Првично, например, ако тие имаат, ако немаат доволно масно ткиво, каде што и после реконструкцијата тоа сепак не би било доволно, значи реконструкција со, ние најчесто одиме со експандери, со импланти, но сепак има веќе и микрохируршки интервенции на клиниката, каде што одиме со ткиво, односно масно кое што се зема од стомак како слободен графт и се става на градата. Но за таа е малце покомплицирана. Но за овие каде што најчесто одиме со експандер, значи некој пат во првичната
во првите, односно припремањето на телото, припремањето на местото за ставање на експандер или на имплант, го правиме со липофилингот, кој што е богат и со стем клетки, значи ја подобрува текстурата на кожата, го подобрува ткивото, ги омекнува тие фиброзни траки кои што ја дава таа цврстина на местото постоперативно и добиваме ние како пластични хирурзи добар медиум или добра средина за коректна и подобра да кажам за понатаму за хируршката интервенција и нас да ни е полесна, а и изгледот на пациентот да биде многу по-близок до природната града. Да, кои здравствени состојби може да бидат пречка еве конкретно за липофилинг на града, за да не може кај таа пациентка да се направи ова минимално инвазивна интервенција? Постојат ли такви нема, пошто тоа е автологно ткиво, кое што се пресадува кај самиот пациент, така да нема некои големи пречки во тоа контраиндикации. Дел од масното ткиво, значи се ресорбира и тоа треба да се каже. И добар дел останува и кој што помага при, како што реков, изгледот на градата да биде максимално колку што може поприроден. Така, не мислев во смисол бидејќи се аплицира и локална анестезија од кардиоваскуларни ризици. Значи тука при локалната анестезија најчесто пошто се повозрасни, веќе ги знаат дали имаат алергии на анестетици и историја на болести. И со тоа мислам дека и да има некој пречка, сепак заедно со дерматологија се прават и алерготестови и потоа пациентите доаѓаат и се употребуваат препарати кои што може да, значи анестетик на кој што не е алергичен пациентот. Да, но тие се многу ретки, но сепак соработуваме со клиниката за дерматологија и со анестезиологија. За да се можни ризици. Да, за сите ризици да се сведат на минимум. Кога говориме за липофилинг на града, веќе кога ќе заврши интервенцијата, каква е процедурата понатаму, следење, контроли, дали е тоа трајно решение или потребно е да се направи после извесен период и нова ваква интервенција? Ние ги следиме пациентите после липофилинг и сепак после имплантација и на протеза и на експандер, доколку има поголема ресорбција. Најчесто ресорбцијата е поголема кај пушачите, пошто масните клетки им треба за неоваскуларизација им треба 48 до 72 часа. Значи им треба доста кислород. Кај пушачи, значи малце тоа е понамалено и помал број тие масни клетки преживуваат, но сепак остануваат во организмот и тоа е дел од самите нив. И навистина можам да кажеме најприроден изглед. Доколку, значи сум имала и пациентки кај што не се задоволни со еден липофилинг или со два, ние ги правиме и 3 и 4, значи да ја добиеме и задоволството на пациентите да биде на повисоко ниво. Како се согласувате тука помеѓу желбата, но и вистинската реалност од самата состојба на пациентката? Како пластични хирурзи можам да кажам и од естетскиот и од медицинскиот дел, психолошкиот дел кај тие пациенти со карцином на града е доста, да кажам, момент каде што они се без града и некои од нив имале поголеми гради, некои помали. Значи тука сепак со тој разговор, првичен разговор со пациентите, кој што е најважен за секој хирург, да се стекне и за да се стекне и довербата, да се стекне и взаемната соработка, тука уствари ние знаеме до каде можеме и што можеме со тие пациенти да постигнеме. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, ќе продолжиме и понатаму околу останатите минимално инвазивни интервенции кои се применуваат во пластичната и реконструктивната хирургија. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во... поздрав до сите од телевизија. Јас сум пациентка на докторката. Докторката Јасминка Георгиева има златни раце. Јас сум направена пред година дена. Подалеку сум малку од темата. Кај носот, мајката на Цобе е презадоволна. Докторката има златни раце, да живее 101 година. Поздрав и се најубаво. Секој да биде благодарен
и среќно како јас што сум среќна и пресреќна. Да, Ви ви благодарам благодарам многу. за јавувањето. Да, убаво е да се слушнат вакви Да. позитивни коментари и критики. И ние како хирурзи сме пресреќни кога имаме вакви пациенти. Задоволни пациенти, Задоволни пред пациенти. се. Секој Така е. доктор Така е е. задоволен кога има вакви пациенти. Така е, но да бидеме реални, секогаш има и исклучоци. Да, сепак има исклучоци, но мислам дека задоволството кај пациентите е првично кај секој лекар. Да, го тоа е постигнеме тоа задоволство што и кај хирургот. да. И затоа се ти разговори што ги кажуваме примарно, да може да се направи добар разговор со пациентот, поготово кај што имаат патолошки момент, за да можеме да знаеме кај треба И да постапиме и пристапот треба е пристапот. чувствителен Да, тука кај тие повеќе. пациенти. Така е. Да. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Јас се јавувам од Куманово. Така. Ја останам анонимна и ќе замолам докторката да ми одговори на едно прашање надвор од нејзината професија. Така. Вака, јас имам 70 години. Сум била на доктор у септември, така ми испратија бидејќи нозете ми се деформисани и двете, оболени, да прашам само, извинете и ве молам кратко да бидеме. Бев во септември, докторот рече така и така, толку треба да се плати, ме стави на листа на чекање, а јас толку нозете, коските си одат која кај сака, капачето се врти, докторот никако да ме повика да ме оперира. За која клиника станува збор? За 8 септември. За 8 септември. Значи, од септември чекате на листа за чекање? Од септември чекам на листа на чекање и сега На сум ортопедија. принудна да ставам стегачи на колената, бидејќи ми се отечени и мрда коските и капачињата. Па дали има шанса некогаш да дојдеме ние на ред? Вака, господјо, да, ќе се потрудам јас во некоја од наредните емисии, конкретно во мај, после првомајските празници, да го обезбедам министерот за здравство да биде гостин во емисијата, иако тоа го направивме и пред 3-4 месеци, ќе имате можност да се јавите, да го поставите прашањето, доколку, дај Боже, во меѓувреме ве викнат за таа интервенција, тоа е сериозен проблем со листите на чекање, но доколку се сомневате дека во нешто сомнително, имате простор да пријавите и во Државен санитарен и здравствен инспекторат, како и на страницата на Министерството за здравство, дека толку долго чекате, а вашата состојба е влошена. Тоа се однесува и за сите останати пациенти кои имаат проблеми низ здравствениот лабиринт. Да, тоа не е наша денешна тема, меѓутоа ќе продискутираме и за проблемите, а најсоодветен за тоа е министерот, бидејќи ќе имате можност директно да го прашате и сите проблеми да ги посочите кај него. Доколку имаме и следен гледач на линија, добар ден. Ало, добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Да, сега ве слушаме, во програма сте, повелете. Поздрав до вас во студио, до докторката, се јавувам од Штип. Така. Вака сега, во април имам закажано реконструкција на лева града, оперирана од канцер. Така. Сега имам прашање до докторката, операцијата ми е ексцизија на лезија на кожа и подкожно ткиво. Дали е тоа експандер? И друго прашање, десната града, како можам и неа да ја средам за да немам разлика од лева со десна, во една операција или посебно ако може подетално објаснение. Да, останете на линија само доколку има и докторката некое подпрашање за да може подобро да ви објасни. Да, значи ексцизија на лезија на кожа, тоа е валда според DRG како е. Што ви е напишано во извештајот? И значи не би прашала и кој доктор, но него првично е или липофилинг ќе ви се направи, или ќе се направи, или секако ако веќе се договорени со докторот кој што од клиниката наша, значи сигурно би поставиле и експандер. И во поставување во времето кога се поставува експандерот може во исто време да се направи и липофилинг, за да може да биде значи пократки, помалку број на процедури да има. Значи сепак треба и извештајот што ви е даден. Сигурно ви е даден и болнички упат
и извештај од клиниката, од докторот кој што ве прегледал, каде што ја опишува и интервенцијата што треба да имате. Пишува ексцизија на лезија на кожа и подкожно ткиво. Не, извештајот. Извештајот. Дали го имате при рака? Дали го имате извештајот? Во извештајот ви пишува. Да, пластична само момент. Мастектомија сам. Нема ништо пишано, нема ништо објаснение. Мастектомија. Да, мастектомија сам. Статус постмастектомија, така? Да. Закажана хируршка интервенција Да. на, како рековте, 16 април? Април. 23/4. Како што сте се договарале со докторот? Значи, сигурно таа интервенција ќе биде спроведена. Ако сакате, слободно ја ќе бидам таму на работа, можеме и заедно да се договориме, не е никаков проблем. Бидејќи праша едната града, бидејќи ќе треба да се отрне, дали другата ќе може соодветно да се истретира за да нема асиметрија на некој начин. Претпоставувам тоа е прашање. Да, најчесто и тоа го правиме. После промената на експандерот, после добивање на дефинитивната форма на заболената града, тогаш правиме и симетризација со другата града да може да бидат најблиско, значи најсиметрични. Да. Дали, мислам, не знам дали баш е така, мислам ги симетризираме двете гради. Рековте, да, и сите овие прашања ќе може на хирургот пред интервенцијата или при подготовката да се постават, да пред да ги вклучиме следните гледачи, да разграничиме дека ова се интервенции по медицински индикации и се натовар на фондот за здравствено осигурување, да, и како и за сите останати хируршки интервенции плаќаат пациентите соодветна партиципација, да, не се естетски моменти или желба или понатаму, бидејќи многу често пластичната хирургија, односно клиниката се поистоветува само со разубавување, меѓутоа и поголем дел од вашата работа е токму со акцент на реконструктивната хирургија, односно поради медицински причини и индикации да се направи соодветна интервенција. Ќе вклучиме уште неколку гледачи. Добар ден, во програма сте, повелете. Се јавуваме од Битола. Така, поздрав и до вас. Касно се вклучив во програмата, исто имам и јас така под десната страна големо мрсно ткиво споено како со градата. И како што кажа предходната гледачка, голема ми е таа десната града. Мамографија имам правено, таа страна е во ред. Сега не знам кај треба да се обратам, да го отстранам, оти некогаш кога го фаќам имам болка. Болка, така. Во ред ќе ви објасни докторката, значи каква е процедурата и каде да се обратите соодветно, дали овие интервенции, вакви интервенции се прават на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија? Масно ткиво, значи тие се дел од нашата индикации за оперативни зафати. Сепак пациентката би требала да дојде со упат од претходно прегледан хирург во Битола и да дојде на преглед, да видиме што на вистина станува збор, дали е масно ткиво или нешто друго во дали има индикација, дали нема индикација за операција. Дали има простор за отстранување на тоа масно ткиво? Доколку пречи, значи доколку е масно ткиво, значи ќе се договориме и ќе го отстраниме, но сепак треба преглед за се што треба да поставиме индикација. Со упат од хирург, поопшта хирургија може конкретно, од клиничката болница Битола ќе побарате упат на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија и кај било кој доктор, сите ги работиме, да. Сите, тоа ствари основната дејност. Така е. Доктор, ќе имаме простор за уште еден гледач пред да продолжиме и со останатите техники на минимално инвазивни интервенции во доменот на пластичната и реконструктивната хирургија. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Дали сте се уште на линија? Да. Повелете, во програма сте. Од Прилеп. Поздрав и до вас. Поздрав. Онколошки пациент. Така. 5 година и пол е правена операција рак на клика. Сега моментално прима хемотерапија во Скопје на онкологија
Во моментот на третата терапија и се крши коската на ногата. Над колено, измеѓу коленото и бутната коска едноставно. Ја правила операција, ја направила во меѓувреме и се прекинале хемотерапиите. Се прескокна 3 хемотерапии. Од која направила операција, раната не може да заздрави кај што е штијано. Сосем мал дел стои како поотворена, а продолжи со хемотерапија. Дали е исправно на незатворена рана да се прима хемотерапија? Да, Тука онколозите... Да, еве вака ќе ве упатам во четврток, чинам кај мојата колешка Сања Димитровска, гостин ќе биде директорот на клиниката за онкологија, заедно со физичар кој ги и од клиниката и ќе имате можност да поконкретно да прашате, бидејќи станува збор за сосема поспецифична специјалност, а во доменот раната само... може ние да ја прегледаме, да ја видиме раната, да видиме, да дадеме насоки како за побрзо да заздрави од наша страна начинот на доколку преврски се побера конзилијарно мислење, така. Да, ако веќе лежи на онкологија, за тоа дали треба или не треба хемотерапија, сепак тоа онколозите кои се тие кои што индицираат таа терапија и со нив треба да се разговара што понатаму. Но за раната секако дека пластична хирургија ние за поготово за хроничните и за сите други рани кои што настануваат, не консултираат и даваме насоки соодветни и за домашна нега и доколку има потреба некој пат и хоспитализација. Така. Докторке, кои минимално инвазивни интервенции се прават во вашата специјалност во доменот на лицето? Значи, од медицинска гледна точка, така, конкретно од медицинска, конкретно медицинска, пошто тука повеќе сме на тоа, и пациентите кои што се со белова парализа или повреда на нервус фацијалис, кои што не ја враќаат функцијата на фацијалниот, односно на лицевиот нерв, значи тогаш пристапуваме кон кај пациенти кои што се оперирани од тумор на мозок, имале некој крварење во мозок, операции тумори на паротидна жлезда, значи тука тоа е места кај што најчесто може да дојде до повреда на лицевиот нерв. Значи кои што повеќе од 6 месеци до година дена не се враќа функционалната состојба на лицето, така, односно на фацијалниот нерв, тогаш може, значи има да кажам, естетски процедури кои што може во медицинска практика да донесат до симетризација на лицето на пациентот и сепак тој да биде поприкладно за надворешни, значи за излегување во социјализација, така, во надворешната средина. Во секојдневна комуникација. Во секојдневната комуникација, ради тоа што доста од тие пациенти кои што сме ги имале кај нас, значи избегнуваат да бидат видени од другите... стигмата е стравот. Да, навистина има, значи, пошто другата страна е малце појако развиена, за разлика, пошто тука нема веќе импулси за функционирање на таа лицева мускулатура, и таа е лабава, паралитична, и целата страна на тоа лице, значи, паѓа надолу и не изгледа соодветно, значи не изгледа симетрично со другата страна. Тука се тие аптос конци кои што ние ги користиме, конци кои што имаат запци. Со нив делот, односно го подигаме ткивото на лицето да добиеме некоја симетризација и со тоа подобруваме и говорот се подобрува. Така, што добива пациентот? Да, пациентот, значи, и говорот го подобрува, значи не е таа функционална метода. Значи таа е естетска метода која што се користи за медицински цели. И е исто така натовар на фондот. Натовар на фондот. Значи тука исто правиме и липофилингот, затоа и беше спомнат претходно, за да може тој волумен кој што е изгубен кај во лицевата структура да се надокнади со липофилинг. Значи таа е комбинирана метода и еднодневна, ради тоа што се работи со локална анестезија, значи се подига аголот на устата, се подига или се коригира исто и окото, пошто окото им е отворено на тие пациенти, значи аголот на окото се подига и се намалува отворот, не се намалува отворот, него се намалува олабавеноста на кожата околу очите, можем така да го објаснам. Така, народски, за да може да се разбере.
и сепак тие пациенти добиваат, можам да кажам, до 2 години, пошто тие се Бидејќи се работи за конци, дали се конци кои што се ресорптивни, не се трајни ради тоа што контралатералната страна е доста јака. Тие мускули сака да компензират и доста пати кај тие пациенти треба малце да се намали функцијата на контралатералната страна со инјектирање на токсини, неуромодулаторски токсини, за да може да се намали, односно да се омлитави, не да не функционира, него да биде помала функцијата, да не влечат во толкав напор, сила, за да може да биде таа симетризација поблиску до нормалните лицеви структури. Ја имав и доста слики за тоа, но сепак тука се и пациенти кои што им се гледа лицето. Момент, тука малце од етички и све, и затоа не ќе да покажам. Да нема слики заради тие етички и лични права на пациентите. Затоа ако замаглиме лицето, нема да се види ефектот. Нема да се види ефектот, но пациентите кои што некои од нив ако слушаат, значи тие се доста задоволни и си доаѓаат на контрол. Колку временски трае една ваква интервенција? Колку трае? Да, временски. Пола сат, преку сила сат време, они си одат истиот ден дома. Доколку има липофилинг, исто за истиот ден си одат дома. Може, ако е малце, например, кај пациенти кои што имаат некои кардиоваскулаторни промени, кај што треба и следење од анестезиолог, тогаш се работи со краткотрајна, или само следењето од страна на анестезиолог, но тие се минимално инвазивни, кај што работиме најчесто со локална анестезија и после 2 часа, 3 часа може да се одат дома. Веднаш по интервенцијата на што треба најмногу да внимаваат, дали смеат да го квасат, да се мијат едноставно на лицето, да после 2 дена веќе они може да се мијат, значи тоа и препорака и од производителите на аптосконци, ради тоа што се пристапува само со точка, една од кај што игла, кај што влегува канилата за апликација. И они сметаат, значи, тие 2 дена да не се мие, местото на апликација, значи може да се брише со мицеларна вода, целото лице, очите може да се измијат. Со стерилна газа. Со стерилна газа, но сепак местото треба да се превенира, значи од сега дали вода. Секој има различен начин на хигиенски навики. И тука малце не знаеме кој како пристапува кон тоа и за да нема никоја инфекција накнадно, затоа кажуваме 2 дена. Местата кај што се аплицирани конците, каде што е правен липофилинг, ако може да нема, значи да не се контакт со вода. Со вода. После 2 години се препорачува повторно да се направи иста ваква интервенција, нови конци народски да се изразам. Нови конци после 2 години. Значи ние ги следиме тие пациенти. Доколку има потреба, некој пат и порано со многу помалку конци, ние ги коригираме малку порано. Ги коригираме, значи најтежок момент е спуштањето на аголот на устата. И тука устата, пошто е цело време во мимична, значи ние збориме, јадеме, се смееме. Мимичната мускулатура, поготоа функцијата, значи мускулот што е орбикуларис орис е стварно активен мускул и некој пат кај некои пациенти е доста не пократко времето, но некои делови од лицето, некоја регија, значи ќе треба само со помал број на конци да се искоригира. И тогаш, например, и порано од 2 години доаѓаат, некој пат и подолго, некој пат ќе дојдат само за липофилинг. Значи ние си ги следиме тие пациенти, они веќе знаат и сами си се јавуваат кај нас, ако има потреба, доколку има потреба, да дојдат на некои минимални корекции. Така, значи медицинската индикација е за враќање на функционалноста на сите овие секојдневни активности кои ги споменавте, за да може да се нормално да се хранат овие пациенти, да можат нормално и да се социализираат, да зборуваат. Да, и говорот им е доста подобар од кога ќе се покрене аголот на устата. Окото не солзи, например, ке ти е многу солзи окото после тоа, ради тоа што е подотворено. Со корекцијата се намалува и солзењето, ради тоа што окото е поподзатворено. Навистина се многу делотворни, со многу помала инвазивност, не се функционални,
Значи за функционалност има други операции. Така, што тие може некој друг пат да ги проговориме, да. Докторке, кога говориме за пластичната и реконструктивна хирургија, неизбежно е да се споменат и филерите и ботоксите, значи но не само за естетски, предпоставувам се користат и за медицински цели, односно и овие помагала на некој начин да ги наречам, се користат и по медицински индикации. Исто како што кажав, кај фацијалните белови парализи, значи пошто контралатералната страна е таа која што е повеќе појака и тука тие неуротоксините ги користиме за да може да се поднамали функцијата на мускулите. Филерите ги користиме за пополнување на место липофилинг. Имаме пациенти кои што немаат воопшто маст. Значи се многу слаби. Ние вадиме маст и наоѓаме каде може да најдеме како пластични хирурзи, има регии како што старееме, има малце повеќе масни депозити, но сепак кај тие може, ако не се согласуваат за липофилинг, да пристапиме со пополнување на тие дефекти со хиалуронска киселина, со филери, така наречени филери. Сепак и тие се медицински индикации, но најчесто ние кај нас ги користиме во естетиката. Да, бидејќи во Македонија поготово. Да. Секаде во свет се користат. Секаде. Да. Значи тоа е можеби тренд веќе 10-20 години. Медиумите, сепак и Инстаграм и тие ТикТок и социјалните мрежи веќе, како да кажам, тука треба да збориме што е реално, што е вистина, што е невистина, што е реалност, што е нереално. Така е, но кога сме кај филерите и ботоксите, значи широко распространети се и во Македонија, значи да не речам секој секаде може да боцка или да аплицира. Колку често на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија се соочувате со пациенти со компликации? Какви сериозни компликации најчесто со какви сериозни компликации доаѓаат кај вас поради нестручно и несоодветно третирање со филери и ботокси? Како што кажувате, што викаат black market, на црниот пазар може да се најдат и филери, и невромодулатори, невротоксини, и скин бустери, све може да се најде. Значи, пациентите, ја им кажам, значи секој пат без разлика каде ќе бидат, сепак да биде тоа регистрирано кај нас во Малмет, ради тоа што таа е единствена институција која што под контрола на Министерство за здравство, и тоа што ќе биде аплицирано да биде соодветно аплицирано од лекар кој што ги поминал сите тие едукации за да знае и анатомијата на лице треба да ја знае, анатомијата на човековото тело треба да ја знае. Треба да знае кај поминуваат главните васкуларизацијата, пошто од филери може да настанат и грануломи, но и може да настанат тромби кои што доведуваат до некроза на делови од лицето. Може да настане зависно, значи може да се боцне уста, да настане дел на некроза на устата, што сме имали. Или да се затворат очите. Со ботокс, несоодветна апликација на неуротоксин, сме имале пациенти кои што доаѓаат со затворени очи, за да бараат помош, ради тоа што не можат секојдневните активности да си ги извршуваат. Значи мора да ги држи вегите или капаците, горните капаци со раце, за да може да функционират преку ден. И зимаат боледувања заради несоодветна апликација на... И колку е тешко да се исправат тие грешки потоа? Многу потешко отколку да одат на соодветен, мислам, кај соодветно едуцирана лекар, за да може да бидат аплицирани тие. Некој пат одат и кон тоа да само ме убедија, но сепак треба малце да се запрашаме кај кои каде се аплицираат. Така, ова ќе го споредам со местачите при шинување или при скршеници, да потоа третманот е навистина многу покомплициран и за пациентите и за докторите, ради тоа што прво не знаеме што производ е аплицирано, не знаеме кој го аплицирал, најчесто и не кажуваат секој пат кој аплицирал. Најчесто си козметичари кои што немаат никакво медицинско предзнаење, да кажам, ни средно медицинско. И навистина е жално што се дозволува тоа
и Да, на црниот пазар. На црниот пазар, тоа не може ностоп да се следи, ради тоа што сепак и тие знаат и како валјда да го поминат патот, да не дојдат да го заобиколат баш. Доктор, ќе ви благодарам за одвоеното време, за искуството кое го споделивте и за моментот да разграничиме дека пластичната хирургија не е само естетски сегмент, туку се работи и на интервенции и методи по медицински индикации и со задоволство ви очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Ви благодарам и на вам, и благодарам и на гледачите. Ние сме секој пат пластична хирургија е, мислам да кажам дека и најоптеретена. Па да, и по самиот ходник се гледа во амбулантите. Дека е најоптеретена во секој. Естетската хирургија кај нас нема ни 10%, мислам да се практикува, но сите кои ќе се спомне пластична хирургија веќе ја гледаат како естетика. Така е, за жал. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!